Вести на Канал 8. Итни мерки презело Министерството за земјоделство за решавање на проблемот со недостатокот на дрва за огрев. Според министерот Цветков и на приватните складишта има возможено во соработка со македонски шуми да вршат делот сечата и да продаваат дрва. Околу 300.000 метри кубни огревно дрво изнесува недостатокот што се јави на пазарот во Македонија, поради што голем дел од граѓаните кои веќе нарачале и уплатиле за договорените количини, се уште не добиле ниту едно парче. Една од главните причини за таквата состојба е промената во Законот за шуми, затоа што претходните законски решенија оставале можности за кражба и нелегална трговија со дрва. Од направената анализа во Министерството за земјоделство било согледано оти достапувањето во сила на измените имало можност приватни лиценцирани лица да издаваат дозволи за сеча во приватните шуми, па се направиле многу злоупотреби. Токму затоа, минатата година имало и голема понуда на дрва за огрев, затоа што се правело неконтролирано сечење, а годинава тоа е сузбиено, па се појавил недостатокот. Министерот Цветков ветува дека се преземаат мерки и состојбата набрзо ќе се подобри. Набрзо ќе се санираат сите овие проблеми со огревно дрво и ќе се преземат сите мерки да може да има доволно дрво. Ево од тие едни мерки, значи овие приватните што се шуми, за удолжение има македонски шуми да веднаш излезат и им дадат да се маркираат дрвата и се даде дозвола за сечење, да се распише тендер за вработување на нови секачи на дрва и секако кога транспортот кој што беше најголем проблем, има и сечени дрва се донесат до складиштата и тоа се направи како таква мерка, да се земат камиони кои што ќе носат и секако уште една мерка да сте слушнале не тоа што беше се даде во јавноста, да приватни складишта може да склучат договор со македонски шуми за и тие да сечат дрво, односно да дел во тој да користат со тоа што не може да го продава дрвото повеќе дабово 3000, а буково 2900 дена. Вкупните потреби од огревно дрво на пазарот во Македонија изнесуваат околу 800.000 метри кубни, а поради стопирањето на нелегалното сечење и трговија се појавил недостатокот од околу 300.000 метри кубни, што досега се продавале на црниот пазар, а трговците остварувале екстра заработувачка. Најголем недостаток од дрва се почувствува во источниот регион од државата, поради што голем број семејства кои преку организирана набавка уплатиле одредени количини се уште ги немаат добиено. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе докомплетира изградбата на новата административна зграда на работната единица Геотерма. Иако се најавуваше дека објектот ќе биде завршен во краток рок, сепак и по 3 години тој се уште е во фаза на карабина. Над 1.400.000 денари планира да вложи комуналното предпријатие Водовод за довршување на изградбата на новата административна зграда на работната единица Геотерма кај бунарскиот систем во Долни Подлук. Градбата на објектот се одвива со задоснување од околу 3 години, зашто имало повеќе објективни потешкотии. Станува збор за зграда што ќе има само приземје, лоцирана е на земјиште што е во државна сопственост, добиено на концесија од локалната самоуправа, а заедно со останатите објекти е пренесено на користење на комуналното предпријатие. До сега, на објектот што е во фаза на затворена карабина, завршени се работите на кровната конструкција, а преостанува преградувањето на внатрешните простории, како и завршните работи за фасадирање и комплетирање на потребната опрема за одвод на атмосферската вода. Новите простории што ќе се добијат во административната зграда треба да ги задоволат потребите за вработените во работната единица Геотерма, како и за дел од опремата за мониторинг на геотермалниот систем. Се работи за околу 200 метри квадратни, простори за инженерскиот кадар, за техничките лица кои се вклучени во работата на системот Геотерма, дел од СКАДА системот и мониторингот ќе го преселиме тука и административниот, односно делот за раководителот и една просторија за состаноци ќе имаме. До пред 3 години работната единица Геотерма беше сместена во барака на улицата Никола Карев во дворот на истоименото основно училиште. Но поради продажбата на просторот за комерцијални цели и изградбата на колективна стамбена зграда, бараката беше срушена, а вработените привремено се сместија во постојните објекти на комуналното предпријатие. Невладината организација Национален ромски центар го продолжува проектот за подигање на свеста за здравствените права на економски најранливите групи во Македонија.
Во проектот е опфатена и женската ромска популација, која не е во можност да ги плати лекарските услуги за време на бременоста. Жените кои се со статус на социјално загрозени немаат еднаков пристап до антенаталните здравствени услуги, иако од нив за време на бременоста може да им зависи животот. Токму затоа тие се дел од целните групи на проектот што го спроведува Националниот ромски центар од Куманово, а со кој се бара начин за воспоставување на бесплатен пакет на овие услуги. Во проектот со назив "Преку засилен глас до подобри здравствени услуги" опфатени се жените ромки од Кочани и уште 4 градови во државата, при што се работи на подиграње на јавната свест за нееднаквиот третман и недостигот на пристап до услугите за време на бременоста. За оваа цел на пункт во ромското мало во Кочани се делеше информативен материјал и се даваа совети за правата за здравствена заштита што ги имаат припадниците од оваа етничка заедница. Стратегијата е да го засилиме правото на жената, без оглед дали е ромка, македонка, турчинка. Но меѓутоа со поголем осврт на ромската заедница, бидејќи здравјето е запоставено, а од друга страна и самите роми и ромки треба заеднички семејството да го гледа дека потребно е да имаат почести прегледи кај матичните и гинеколозите, бидејќи само на таков начин можеме да го засилиме одговорноста и на здравствените институции и на семејството. Истражувањата што во изминатиот период ги спровел Националниот ромски центар покажале оти дури 50% од жените ромки пред да се породат не го знаеле својот РХ фактор на крвта, а исто така најчесто добивале само 2 до 3 прегледи, иако според антенаталните протоколи минимално загарантирани им се 10 за оние што раѓаат за прв пат, односно 7 за жените што раѓаат повеќе пати. Елезовски смета дека дополнителен проблем за влошување на здравствената состојба на социјално ранливите групи може да биде најавеното враќање на лицата кои барале азил во западноевропските земји. Голем број на роми и на воопшто граѓани од балканските земји кои се прогласени како безбедни ќе бидат вратени со престој привремен, некој така наречен барање да престојуваат како економски баратели на некој азил, ќе бидат вратени, а тоа ќе ни го зголеми уште повеќе здравственото прашање како да се подобри здравјето овдека, бидејќи овие мигранти што поминуваат низ нашата земја носат се и се што. Со проектот на Националниот ромски центар не се опфатени само жените ромки, туку сите оние кои се социјално загрозени, без оглед на националната или верската припадност. Со оглед на актуелната состојба со ниското ниво на здравствена култура кај припадниците од овие групи, се најавува дека проектот ќе продолжи да се реализира и во текот на наредната година. Голем црковно-народен собир се одржа на манастирот посветен на Свети Јован Обсечен во Горни Подлог. Неконзумирањето јадење со црвена боја на празникот се суеверија во кој не треба да се верува, порачаа свештениците. Голем број верници годинава се собраа на 11 септември, кога се одбележува празникот посветен на отсекување на главата на Свети Јован Крстител. На литургијата служеа свештеници од Брегалничката епархија, кои зборуваа за значењето на празникот. Во годината има многу празници посветени на Свети Јован Крстител, а овој празник е посветен за отсекување на главата на Свети Јован Крстител, кој тога се проставил на Ирод, кој сакал да присвои жената на братот, и он се спротивставил на тоа, во пијана состојба, побарал од снага му што сакаш да ви исполнил желбата, и она му речела да отсече главата на Свети Јован Крстител, и тоа он го исполнил. Отсекување на главата на Свети Јован Крстител е тажен настан за христијаните, и затоа црквата определила строг пост. Неконзумирањето јадења што имаат црвена боја е суеверие на кое не треба да му се придава важност. Повеќе треба да се внимава на постот, апелираат свештениците. Не може да ги убедиме дека црвено не се јаде. Тоа се кости со празниците на православната црква. Без разлика која е, да е православна црква, ние литургијата ја почнуваме со црвено вино. И да се причестиме. Свештеници прво ја ние употребуваме и после некој верник кој сака да употреба тоа. И затоа сакам да апелирам на младите да не ги веруваат бабите и мајките што и го викат дека црвено не се јаде. На манастирот имаше верници од повеќе градови од државата. Јас од поодамни како ерѓенин некоја време сум доваѓал на овој манастир и го посетувам до ден денеска.
Ова е христијански храм направен, кои се дружат тука луѓето, кои пуштуваат своите обичаи и тоа традиции кои се останале од постарите луѓе. Исти гости секоја година и си добро поминаваме и убаво. Тука се познаваме со нови пријатели, иако сме у години возрастни, ама и упознаваме и со помлади. Ова е благословено од Господ. Јас сум задоволен, доаѓам секоја година и сакам пак да доаѓаме. Денот на отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител, меѓу народот се смета за голем празник, кога не се работи и е строг пост. Во недела на 13 септември ќе биде осветена новоизградената црква посветена на Свети Климент Охридски, што се наоѓа под Пониква. Ќе се одржи света архиерејска литургија со која се очекува да чиноначалствуваат великодостојници од Македонската православна црква Охридска архиепископија. Литургијата ќе започне во 9 часот. За сите верници и гости што сакаат да присуствуваат е организиран бесплатен автобуски превоз. Тргнувањето е закажано во 8:30 наутро од плоштадот во Кочани. Повеќе промоции на книги, ликовни изложби и настап на групи и фолклорни друштва ќе се најдат на програмата за 24-та меѓународна манифестација Динови на Кочанскиот Ориз 2015 година. На Оризовата бела вечер во Трговскиот центар во Кочани ќе настапи Елена Ристевска, а традиционалната жетва ќе се одржи на нива во селото Прибачево на 4 октомври. Манифестацијата започнува на 18 септември петок, кога во 12 часот е закажана изложба на уметнички слики од Кочански Ориз и Синапово зрно под наслов Будење во внатрешноста на Снежана Лазарова Луна од Велес. Истиот ден во 19:30 на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри концерт ќе одржи културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од Скопје. На 24 септември во 20 часот во мултикултурниот центар концерт ќе одржи квартетот Флејти Аулос. На 26 септември во фојето на Центарот за култура Бели Мугри е закажана изложба на слики од ликовната колонија Свети Пантелеймон 2012-2015 година. На 29 ќе има изложба на наградени фотографии Музеј на Македонија, која што ќе се одржи во библиотеката Искра во 13 часот. На 30 септември во мултикултурниот центар во 12 часот поезија, музика и ликовна уметност под наслов Младите творат за Оризот. За 1 октомври се закажани 2 настани. Во 11 часот посета на знаменитости на странски делегации и една од поинтересните настани од манифестацијата, изборот на жетврска убавица со настап на основното музичко училиште Ристо Јуруков. 2 октомври, петок, во 12 часот во библиотеката Искра ќе се одржи промоција на монографија за Кочанскиот Ориз. Истиот ден ќе се одржат фолклорни концерти во други општини, а во Трговскиот центар во Кочани во 21:30 е закажано одржувањето на Оризовата бела ноќ со концерт на Елена Ристевска и други кочански групи. На 3 октомври, сабота, во 10 часот во Етнокуќата ќе се организира прием на делегации кај градоначалникот. Во 18:30 на улицата ВМРО промотивно дефиле на групи, секции и достигнувања, а на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри во 20 часот меѓународен фолклорен концерт. Традиционалната жетва ќе се одржи на нива во селото Прибачево на 4 октомври во 10 часот, која ќе биде изведен обичајот за жнајување и вршидба. Тогаш ќе биде прогласен и недобриот земјоделец, а ќе биде организирано и дегустација на јадења од ориз. Во рамките на културно-забавната програма, покрај многобројните гости од фолклорни ансамбли од земјава и од странство, ќе настапи Јефто Попиновски. Наградното патување за двајца на најпознатата светска туристичка атракција Малдиви, што на ниво на државата ја организираше акционерското друштво за застапување во осигурување Lion Inns, генерален застапник на Уника осигурување со канцеларија и во Кочани, отиде во рацете на Васко Ѓоргиев од Зрновци. Денеска му беше врачена лично од извршниот директор на компанијата. Васко Ѓоргиев од Зрновци е среќниот добитник на главната награда патување за двајца на најпознатата светска туристичка атракција Малдиви, што се одржа во организација на акционерското друштво за застапување во осигурување Lion Inns.
Наградата вредна 3000 евра и ја доделува Лајон Инс, генерален застапник на Уника осигурување со канцеларија и во Кочани. Канцеларијата во Кочани е ново отворена и работи од јуни годинава и уште од самиот старт има голема заинтересираност за склучување полиси за осигурување од различни програми што ги нуди компанијата. Животно осигурување, патничко здравствено осигурување, осигурување на имот, осигурување на моторни возила, осигурување при незгода и доброволно здравствено осигурување. Освен осигурувањето, компанијата организираше и наградна игра Патувај и сонувај сигурно, со главна награда патување во Малдиви за 2 лица. Аранжманот вклучува 7-дневен престој со вклучен полупансион во хотел од 3 или 4 звезди, според локалната туристичка класификација, и вклучен авионски превоз од Македонија до Малдиви и обратно. Главната награда отиде во рацете на Васко Ѓоргиев од Зрновци. Ги дознав условите за регистрација на возилата, ми дојде како прифатливи и станав член нивен. Во меѓувреме се организираше и наградна игра од компанијата и еве јас сум тој среќниот добитник на првата награда Гран При и секој што мисли дека му треба било кој тип на осигурување од било кој вид, може да повелат во оваа компанија да се осигураат. Негде скоро 18 години бев во друга компанија член, кога ги дознав условите во оваа компанија, беа прифатливи за мене и се нафатив да бидам овде член и устои награда добив на моја големо изненадување и на сите околу мене што им познават. И сум пријатно изненаден и сум благодарен на фирмата, на компанијата Уника Лајон Инс за наградата што ми додели. Извршниот директор на акционерското друштво Лајон Инс денеска во канцеларијата на Уника осигурување во Кочани, која се наоѓа во шопинг центарот, лично му ја врачи наградата на среќниот добитник. Ми представува особена чест и задоволство што денеска сме тука, имаме можност да доделиме главната наградна, наградната игра што ја воведе Лајон Инс за прв пат во Македонија. Една фирма, едно друштво кое се занимава со осигурување воведе ваков тип на награда за своите членови и клиенти. Наградната игра траеше околу 3 месеци со учество на сите наши клиенти кои што ќе направат полиса за осигурување. Имаа можност преку купони да учествуваат во наградната игра и ни представува посебно задоволство што ете во една од нашите нови канцеларии во Кочани и еден од првите клиенти во таа канцеларија ја доби главната награда со само едно осигурување за регистрација на возило, од автоодговорност и учество со едно купонче во наградната игра. Му честитам на добитникот што ја доби оваа голема награда, патување за двајца во Малдиви. Водејќи се од мотото "Вашата сила во осигурувањето", Лајон Инс големата наградна игра "Патувај и сонувај сигурно" ја организираше со цел да им овозможи на своите клиенти да ги остварат своите соништа. Лајон Инс постои веќе 3 години и успешно работи на ниво на Македонија, со 17 канцеларии и 30 вработени. Компанијата и понатаму ќе продолжи со пријатни изненадувања за своите клиенти. Следуваат спортските информации. Голема мобилизација на сејмените пред надпреварот со Брегалница Голак. Обезбедени се нови маички за сите што сакаат да се приклучат кон навивачката група, откаде упатија апел до љубителите на спортот. Сејмените започнаа голема мобилизација. Намерата е да се одбранат боите на клубот и гордоста на градот како што доликува. Кочани на нозе, игра осогово. Дојди и ти, стои во повикот што го упатија. Упатувам апел до сите љубители на фудбалот и на спортот во недела од 16 часот да бидат присутни на градскиот стадион Никола Мантов, каде што ќе се одигра надпреварот помеѓу Осогово и Брегалница Делчево. Ние семени по повод за таа утакмица сме организирани, сами си печатавме мајци и правиме кореографија со цел да ги анимираме младите и да покажеме и да докажеме дека Кочани е град кој го сака спортот и кој го разбира спортот.
За жал, гледаме дека тој е ставен на маргините и при приоритетите на надлежните, но ние не се предаваме, ние ќе бидеме истрени во нашите намери да го вратиме спортот таму каде што му е местото и ќе продолжиме со нашите активности. Новите мајци се продаваат на штанд во градскиот парк во периодот од 16 до 19 часот в петок и сабота по цена од 200 денари. Од организацијата велат дека се испечатени на сива основа, каква што е и спортската слика во градот. Семените в недела очекуваат бројност од најмалку 200 навивачи, а има најави дека ќе се приклучи и дел од старата гарда. Најавено и присуство на стара гарда на семените и ќе дојдат исто со голема бројка, затоа што тие се основачите на групата, тие имат создавано и учествувано во нашата традиција, како што знаете нашата традиција е долга, од 1991 година е квалитетен заемен однос со клубот. Клубот иначе ФК Осогово спортски колектив кој има најдолга традиција од сите спортски колективи во континуирано функционирање уште од 1924 година, која за жал некои од локалните моќници се трудат на различен начин да пробат да уништат, но ние тоа нема да го дозволиме. Семените ќе се соберат в недела во 15 часот во градскиот парк. Оттаму ќе се упатат кон стадионот Никола Мантов на надпреварот Осогово Брегалница Голак. Скромна е спортската понуда за викендот. На менито е третолигашки фудбал во Кочани и Виница. Уште поскудна е спортската понуда за викендов и во однос на минатите. Трето коло е во третата фудбалска лига Исток. Осогово на Никола Мантов ја пречекува екипата на Брегалница Голак, додека 1934 на градскиот стадион во Виница е домакин на Карбинци. Двата надпревари се играат во 16 часот. Останати двојки на колото, Баби Работник, Каменица Саса, Напредок Здравје, Плачковица Овчеполе и Беласица Академија Пандев. Во женската лига е пауза, ЖФК Кочани ќе одигра тест надпревар со македонската репрезентација до 19 години на терените на Фудбалската федерација на Македонија во Скопје. Надпреварот е закажан за сабота со почеток во 16 часот и 30 минути. Истиот е дел од подготовките за квалификацијскиот турнир што селекцијата на Македонија до 19 години од 14 септември ќе го одигра во Скопје. Третото коло во женската фудбалска лига ќе се одигра дури на 23 септември, кога се среќаваат Ас Юнайтед Топгол, Борец Кочани и Статов Речица, Младо Сиднина Сауризари Конзули и Тиверија Драгон 2014. Викендов нема да се игра ниту праволигашки фудбал во Кочани. Брегалница Штип гостува во Скопје кај Металург. Останати двојки Шкупи Работнички, Младо Силекс, Шкендија Ренова и Вардар Хоризонт Турново. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Имајте убав викенд. Довидување.